Закажано е на 21 во 10:30 часот. Зошто не беше прифатливо за вас предлогот на обвинителството да се раздвои постапката за Тони? А не може да се раздвои затоа што самото обвинителство, обвинителниот акт што ги има поднесено, представува еден синџир на поврзување од првиот, значи обвинет до последниот, каде што има првиот го поттикнал вториот, третиот. Тие надоле и тоа е еден синџир поврзан кај што не може да се раздвои постапката. Законски не е дозволено. Што му е на Тони Трајковски во судница, не беше кажано конкретно, зошто не може да доаѓа на судење, дали од нападот нешто или нешто друго е? Ова е од самото претепување на Тони, значи има последици по здравјето, има диагноза од докторите што не би сакал да ја коментирам, не е благодарно, меѓутоа препорачуваат мирување дека не може да учествува на судење 15 дена. Се договоривте ли со колегите од времената со кои ставки на став 9, бидејќи денеска немаме прилика да слушнеме во судница, во однос на предлогот на судијата да се читаат доказите, кога што беше во случајот Монструк вчерашно прифатено? Па не сме разговарали исто. И останувате на вашиот став дека не прифатлива за вас? Не реков дека е неприфатливо, кажав само дека има два начина. Добро, рековте лично дека сте за да се изведуваат. Па реков да, заради тоа што јас не ја знам постапката, имав само 2 часа увид. Меѓутоа прашање е колку поротниците се спремни од 21.000 страни веднаш да почнат со судење и да бидат во текст со постапката. Поставете ги тоа прашање така. Ова известување е сега доволно затоа што е кажано на рочиште. Кога е вон рочиште мора да се достави покана согласно член 127 од ЗК. Завајлево дошол без полиција, како што кажа во судницата. Што се смени од вчерашната наредба на судијата до денеска? Не се смени ништо. Јас и вчера ви кажав дека Тони нема добиено покана. Тони при редовното пријавување во судот вчера дојде со помош на неговиот брат, се пријави во судот, побара покана, не му беше доставена, затоа има соопштение до медиумите и испратено известувањето од Тони дека бил во судот и не му дале покана. Тони дојде сам, не бега од судење, меѓутоа здравствената состојба ја гледате дека не е добра на Тони. Не бегаме ни ние, сакаме да се одржи судењето, да се задоволи правдата и да победи вистината. Малку е контрадикторно, вчера видите не дошол поради тоа што немал покана, но кажавте дека можела, ако имал покана, дека можела да дојде. Сега видите, сепак не можела да дојде вчера и да имал покана, да не да здравствена состојба. Не ве разбрав, што е контрадикторно? Рековте дека ако имал покана, да. Значи Тони секако ќе се јавеше заради тоа да нема пред медиумите и пред јавноста да не се прави дека ние како одбрана и како обвинети бегаме од постапката. Не бегаме заради тоа дојде денес Тони, го гледате и сами во каква лоша здравствена состојба, меѓутоа сепак дојде. Дојде за да покаже дека не бега од судењето.